Добро вечер на сите и ви посакувам убава вечер заедно со нас и со нашиот гости. Не е тајна, знаете, истиот е од претходната епизода на Нема љутиш. Тука освен се друго ќе ја најдете и минералната вода Визијана, која е пребогата со магнезиум и е наш генерален спонзор. Може да ја конзумирате неограничено, затоа што дава добра кондиција и многу е корисна за здравје. Ама посебно да останете во кондиција да бидете секогаш свежи. Како и задолжителните и здрави производи, оние млечни производи на бучен козјак, исто така за вас познати, ги има из цела Македонија лесно достапни. Алфи Техно Центар или ги има ама во Скопје и Куманово. И иако така на две места јас велам, тоа е единствено место каде имате се на едно место, бре, и нема што да барате на други места. Тука се наоѓате, купувате домче на одмор. Арис со своите производи кои прават чисто ренто. Само так, тоа дамите го прават најубаво. Барем таков ми е печатокот, ама и мажите можат многу просто так, да не биде така, него так, и да се заврши работа, се чисто ренто околу вас, секогаш дезинфекција на место. Да не заборавиме и незаборавниот и преубав амбиент и момент кој ќе го доживеете во етно село Тимчевски, а од нова година и ресторан Еден Бргу, сега за 2 недели. Така ќе се вика тој ресторан. Се надевам ќе имаме гости од цела Македонија и тука ќе бидат најдобрите веселби. Одиме ние напред, и нема застанување, нема соулижување и впикување таму кај што потешко се диша, знаете каде, ама полесно се напредува. Ќе ги постигнеме историските резултати за нашата држава, која ретко кој веќе и смее за жал да ја каже Македонија. Ама, јас и не се чудам повеќе што имаме толку многу впикувачи, затоа што колку си поголемо лајно, толку е помало опасноста да те нагазна, знаеш. Те гледаат, видлив си, знаеш. Видливоста е многу значајна денеска. Те имаат на радар онака, знаеш, и сметаат на тебе. Да, како девојката која ми беше во пето. Ја прашав, ти умеш да сметаш? Умеам, вели, умеам. Така цела насмејана и озарена, умеам да сметам. Па сметај дека денес си ми девојка. Предпоставувате дека насмевката ја снема, нели? За озареноста да не пробам муабет. Тие две нешта за секогаш пак ги има кај овие подпикувачите, да. Што повеќе ги понижуваш и навредуваш, тие се понасмејани и повосхитени. Да. Само кај нив постои небесна длабочина. Тие се анални рекордери во време трајање на нуркање без боца на кислород. И мислам дека по партиското вработување е втората причина затоа што сме тука докаде што сме. А за никаде сме, не. Да не се лаже. Само кај нас пукањето од калашников е пукање на жижалица со поминат рок. Насекаде во свет може, не дај Боже, да те згазне возило, само кај нас може полицаец сам да се удри од пајак возило. Да се чуди човек, страшно. Ама токму затоа и не смееме да се жалиме, да, затоа што токму затоа само ние живееме во светот на бајките, како Алиса во светот на чудото. Само се чудиме. Ништо не знае. Тоа беше? Не видов, не сум во тек. Тоа е модерен израз за денешниве политички избиднувања, кога сакаш да се правиш, онака, малку како наудрен, да кажам, со извинување. Што ви кажале, актуелниве пукање имало и ќе има, нели? Нереди имало и ќе има, а јас велам, нема љутиш имало, а ќе има и вечер, втора вечер со Ѓокица Лукаревски. А освен тоа, еве што уште се ќе можете да видите во Нема љутиш. Еден предизвик и за К15 и за некои други емисии кои што после произлегува од тоа, затоа што тоа е веќе К15 надградба на тоа. Особа која е уштумана, сабајле мисли избори едно.
на плат нега све тој негира. Бо тие 7-8 за нерве што су ми да малку се расположи, брево се Стојко, па ке нормално так ми мене и све едно. Еве имам и саат од тамо 42.000 евра, еве. Тој од тие, а? Е, па добија 42.000 евра. Ова е 42.000 евра. Браво. Кај ќе дојдемо ли па? Да, кај ќе дојдете па. Ако дојдете. Ќе видимо дали ми или ви. Прв дел вечерва, а трет севкупно со легендата на македонското глумиште Ѓокица Лукаревски. Уште еднаш мора да кажам добро вечер и добре ни дојде. Ова е втора епизода со тебе ексклузивно за прв пат како самостоен, или реков со една група правев 2 епизоди, а прв пат со тебе самостојно. Намерно во првата епизода не споменав, ти знаеш дека ја имам партнер тука во столче што е празно сега. Да, знам. Имам партнер, не споменав ништо зошто го нема тука. За да мислат луѓето, се што може да Што се бъде. дешава нешто ново. Па може умрел. Меѓу време па нешто. Ке беше сликаве да беше така. Добар си е човекот, се шегувам. Од објективни причини не можеше да присуствува денеска на снимањето. Но ќе биде тука веќе во следната епизода. Коки ве поздравува многу, да знаете, супер е, у форма е. Трчат до 6 спрат, бидејќи таму живее. Да, нема лифт. Нема лифт. Јао! Нема лифт. Истата бука и ја. Таму, кај тебе. Ја до 4 спрат. Ама, не знам која година е он. Он ли? Колку? Има 55, 6? Малка поеќе, нека 6. Нека 6. 6 камо не, бие, 6. Замисли ја на 73, До да се 5, качуjem- до 4? да, до 4. Он на 6. И ќе идам на пазар, ќе земам едно 2-3 торби вака, иначе ајде нагоре, ќе дојдам до трети спат и Жанке, симни се мори 2 спрата, 1 спрат. Тоа сао да ти кажам, што ти, ја, на мои години, до трети немам проблем, од трети ја имам проблем. Ама јас сум пушач. Не сум имал проблеми, јас сум летал нагоре. Има физичка моќ и снага од премногу возење точак, трчање низ парк, пешачење, сум имал снага, меѓутоа не совлада сега. Ами годините си прав. Матичната таа книга да се плюкнам, не зе која измисли. Не менува да нешто бројки да се смени, да се нема скоцка. вез, апсолутно. Зборувавме за женски оркестра како нешто многу впечатливо од тоа време за многу работи во драмски театар. Доаѓаме до една тема која јас едноставно не можам да избегнам, бидејќи беше мега популарен проект, па ја би рекол и повеќе од женски оркестар. Се работи за, иако на радио се емитуваше на телевизија, Хихириху познато. Да. Мојот татко, се сеќавам, со години тоа траеше, во недела обично нешто се работеше низ двор, во подрум, во гаража, и секогаш беше пуштено радиото, во недела во 12 беше? Во 11, да, Или во 11? Во 11. Во 11, и Хихириху мора да се ослуша, тоа немаше промашување. Ти беше оној специфичен глас, имаш некој неверојатно милозвучен, да, конферансата, ама стварно имаш гласиште се вика тоа, не глас. не сум го изгубил уште сега. Не, го Само држиш. дај ми микрофон да видиш како звучи. Абе на микрофон, ја добро друго пеам. е, да. Само кој ќе ти го држи микрофон, тоа е. Тоа да се најде некој и завршена работа. Што би рекле некој свршена работа. Хихириху беше скоро со истите луѓе, ако не се лажам, што беа и во женски оркестар, да кажеме. Прилика така, нешто Но тука изместено. беа, Кате беше тука во Хихириху. Кате Крстева, да, мислам дека. Идеен Родена творец комичар. на сето тоа беше Иван Карадак, така? Да, апсолутно. Иван Карадак беше човекот кој што прв почна со текстови и со емисија, која што беше на некој начин катарза на човештвото, на луѓето, на едно чистење од маките и желбите што да чујат нешто да променат. Да променат затоа што тоа беше една сатирична, хумористична емисија, која што Карадак знаеше убаво да ја укомпонира. Убаво, и ги да ја третиравте направи. темите и Да. политички, и социјални, Да. и сите на многу умешан начин. Да. И сега само да знаеа малку политичарите,
и они у недела да ја следеа, може би некои работи поинаку ќе направеа. Најверојатно, мислам дека од тоа може да извлечат одредени Многу. поуки, кои што ќе ја доведеа барем ситуацијава во држава на пристојност, ако не на позитива некоја плюс, ама пристојност ќе беше. Многу затоа идеи што- имаше, многу пораки, се извинувам, не идеи, многу пораки имаше пратено преку таа емисија и тоа добри пораки. Да, апсолутно. Третманот на таа емисија беше тоа што имавме некои хонорари, ама не беа тоа кој знае какви хонорари, поготово за автори. Не беа задоволни од тоа. Сега пази ти да пишуваш. Па во секоја недела да имаш нова Обврска, тема, да. па да бидеш интересен, а тоа Карадак можеше да го поднесе заради тоа што имаше изморедна рутина и познавање на сатирата. Свака час, мислам дека не повторим. Ние толку емисии сме направиле. Толку Во Хихирико. анегдоти имаш кажано во таа Страшно емисија, нешто, да па не верувам. песни, па сонгови какви сме пееле. Сонгови кои што буквално се однесуваат на ситуацијава, знаеш, сатирично, комично, критично, да не речам, Да, и со рима. И со рима, све е направено. Да, многу тешка Фантастично, форма. фантастично. Мислам дека таа емисија Хихирику беше и еден како да кажам, еден предизвик и за К15 и за некои други емисии кои што после произлегува од тоа затоа што тоа е веќе К15 е надградба на тоа. Да. Надградба на Може да Хихирику. се каже. Да, затоа што после беше и многу по едноставно затоа што се работеше со 3 лика во К15 кои што ги почитувам максимално. Максимално го почитувам нивниот успех затоа што тоа беше уствари продолжување на нешто, а ние имавме многу како да кажам многу организирана работа, многу посветена работа од страна на Карада која што требаше да се презентира на радио. Дури имавме и јавни настапи со емисии од Хихирику, адаптирани во една представа, која што ја правевме на секој избори. И се викаше Изгори, не избори, туку Изгори 2001, не знам која и така натаму, која што најде на страшен интерес, се сеќавам сме играле во Дом на армија. Вие го правите после и како представа, И како представа, да, една сублимација од текстови која што доаѓаше до публиката, ама беше фантастично. Исто, сите бевме тамо присутни, овие луѓе кои што бевме во Хихирику, што беше невозможно да се пропушти една таква прилика да не присуствуваш на такво нешто. Дали се работеше за Грк, дали се работеше за Србин, дали се работеше за Албанец, дали се работеше за Македонец, селјак и така натаму и така, селанец, не селјак, селанец. Да. Така да, дали за женска која што Кате Крстева, која што беше Кате беше изваредно, многу беше. Фантастична. Она имаше некоја харизма која ќе се појавеше на сцена, добиваше аплауз без да прозбори. Хумористкиња, фантастична, која што беше слободна во изразот. Да, немаше нешто да не најде некоја врзување на некоја реплика. Да ме ќе речеш ова, па она ќе ти надомести тенџерче капаче, да ме го ова, да она. Така да имаше една анегдота многу добра со нејзе која што јас сум ја кажувал 100 пати, ама беше многу. Тоа ми треба, тоа сакам да го чујат луѓето, баш од снимање на до тој Хихирику. степен беше многу хумористична и спремна да направи ситуација од ништо. Иде во стоковна куќа во Скопје, значи, и оди да купи долен веш, значи, гледа, тамо ова, тока, гледа, гачи, вика, овие колку су убави. Господјо, колку ви се овие гачи, ве? Овај вика 680. Ау, со стакволи ги продавате вие? Комплет. Да. Комплет со стакволи ги продава. Тоа беше циркус, знаеш, како да ти кажам. Да, бевме... Чекај, заедно ли снимавте кога снимавте Хихирику? Да. Екипно, Сите, се одеднаш, знае така? терминот почнува во 10, ние го чекаме Карадак уште да дополни уште нешто што не е завршено, ги земаме текстовите, ги читаме еднаш и после снимаме. Така да беше тоа толку компонирана ситуација и со тон мајстор, и со музички соработник. Карадак имаше стварно една група на луѓе кои што го поддржуваа максимално.
Максимално го Тоа е поддржам. многу важно у цела За да Не може може да човек биде се сам креативен. да сработи. Па, Ако тоа мисли нема. они на музика и Па на тон и не, на па све. да биде креатив. Меѓутоа, ништо не поминуваше без негова контрола. Ако не ми се свиѓа ова, дај ми го ова, не ми се свиѓа ова, дај ми ова, така да се доаѓаше на право место тој кој ќе ги наредеше работите. Јас многу имав контакти со него, како да ти кажам. Дури бев ми у Австралија, Хихирику. не со Хихирику, ама посебно како ликови. Одевме јас со Унџел, одев Гоце Иванчо, одев заедно, Мешко одеше со Дади, Поделено. Кате, Добро, Кате разбирам, покрај идеше тие трошоци, со веројатно. Мешко, така да. И мораме ова да го кажам, тоа е интересно сега, што знам. Играме во Мелбурн, играме представа и имаше еден текст, ми го дае Карадаг, вика, ој, бабе, прочитај го, вика, ој, кажи го, ој текст е многу интересен. Како камен на камен. И ја го оп, ај, викам, интересно бе, ова, идам тамо и го читам те, го научив текстот на памет и излегувам, здраво живо, како сте, добри сте, еве да ви кажам, колку е напредната ситуација во кај нас во Македонија. Апре, се камен до камен. Камен за економија, камен за историја, камен за ова, камен до камен, што да ви кажам. И ја, припремајќи се за тој прв наступ, викам, чекаме да пробаме на финта, ќе направам и земам едно 4-5 камења од дворот кај што бевме присутни, ги ставам во една торба, имав јас со мене. Таква беше гардеробата која што ја носев, нели? И да ми, еве, викам, драги мои, сакате ли да земете камен од Стари крај? И еден ми вика, што? Дојди вамо бе. Македонски Да, камен. бе, од Стари крај. Дај ми еден и ја му давам, банк, $20, глап у джеб. Па друг, дај ми, па $20, па друг, добро. Добро. Утредента идеме пак, другата недела. Се бараат Одиме пак камења. И ја идам се, викам, че им бутнам се пари. И ја истата шема, камен за камен, сакате ли камен од Стари крај? И ми доаѓа еден ми вика, абе, види, камен, дојди намаму. И ми доаѓа вака, слушај, немој да земам ова каменов. Не од Стари крај, од нашиве, од овде се. Ај, викам, Од наш двор. Од нашиве, од овде се. Не, викам, што направи будала. Ама мора да се знаеш, оние пеачите ќе отидат ќе земат бакшиш. Ја бев на една турнеја така во Швајцарија, не сум бил во Австралија, Швајцарија. Они цак пеат, цак ти излегуваш, глумиш и кој ќе излезе за добар виц да ти каже? Па да ти знаеш даде ли која е жртвата на глумците кога одат така на турнеи? Жртвата која е на такви концерти? Глумците се. Па да, ама апсолутно нема шанси. Овие собираат многу пари. Дека види, ние ќе направиме атмосфера. И ќе искочи он. По глајца го направат. Ја не сакам да кажам сега, пази, имаше такви ситуации кај што сум присуствувал, више немаше кај да му даваат на тој еден пеач, Бог да го прости, кај да му ставаат у уши, у нос, у ова, залепен, вака цел како елка, нареден со пари. Страшна работа. Ја седам, викам. Ѓокица, студирај ти Ама факултет. чичко Ѓокица си знае што седен. И гледам дека, знам дека ќе фрлаат пари, нали, фрлаат пари, сегде, пари. И една маслика за жвакање на кондура. И гледај сега, такат парите, штак, на кондурата, прав у джеб. Овие додека пеат, штак. Они си пеат тамо, уште ги фрлаат тамо. Ама фрлени вамо пари, ни цела А, после ги собираат. Па, Ама мора да се знае. како сега? Гол актерски живот. Они бакшиши, они све, мие, јади трици, ни бакшиш, ни А си има ли случајно некад пеаш да се понуди да... Има, многу. Имаше... Да споделат? Да. Па добро, тоа е. Јанко Узунов, ќе завршеше концертот, елате сите овде. Со се актерите? Со актерите. Он беше звезда. Беше Јанко Узунов во Австралија, беше number one, нема друг. Јанко кој ќе дое крај. Завршено. Што сакаше можеше да прави? Пари, лета. Абе нема што тука. И ќе дое еве ти тебе. Значи, ја вклучува и актерската Бакшишот, да. И Мишко Крстевски, исто.
еве ти тебе, еве ти тебе. Браво. Браво. Бидејќи сите се заслужни за таа атмосфера, за да дојде до тоа китење. Апсолутно, апсолутно. Платите знаеме како. А поготово ние Да, како глумци. да. Ти излегуваш се и они чекаат се, они се смеат, ништо друго, се смее. Што да Ама правим? му чека душата да стане оро да игра, бе, брате, бе, песма. Да тргнале камењава, добар бизнис, ама така. Добар. Тој ми вика, ела, немој да сакаш да те акнам со камено поглед, овие наши се од овде. И викам, Колку години траеше Хихирик? па мислам дека славевме 40. 40. Тоа е... И 40 и што се случи? Најголемата трагедија на македонското радио. Како се случи тоа? Ја наслушнав некои работи, одеднаш го снемах Хихирико. Да, Ниту објаснување, Не, ништо, имаше една твоја реакција, мислам. Да. Имаше Да, твоја на 24 реакција. телевизија, на 24 ја кажав дека тоа е срамота што се направи, затоа Ја што ние укина бевме, едноставно одеднаш. затоа што ние бевме спремни и без пари да работиме. За Хихирику А толку као бевме беше зали- првично Да, проблем а хонорарите? Да, нешто хонорарите, као големи се хонорарите, Ало. као немаме пари више, и вамо да ја тргна емисијата, ние сите заедно и со Карадак бевме спремни да работиме за без пари. Добро. За без пари да работим. Ти и тоа не го прифатија. Не го прифатија. Тоа и не елиминира едноставно. Значи не елиминира дека како што е- елиминира и многу други варијанти, музичка продукција, не знам, концертна дирекција, можda не знам што Ама уште. затоа сме тука до кај што сме. тоа е Не можеме тоа, ние се- да не почитуваме Да. она што го имаме или Да. она што било наназад. Јас многу пати велам, некој може бил подобар, некој полош, ама тоа не е важно. Вие сте дел од Нема актерската, од театарската историја на оваа држава. Сте работеле работи кои што се специфични, вие сте се занимавале воглавном со хумор, што оставил голема трага Сигурно, во апсолутно. тоа време и сигурно постарите генерации се уште прераскажуваат дел од тие ваши зезанци што со ви. Како не. И сега ти одеднаш зошто политички причини, не гледам зошто би било така, освен ако не се работи за завис, ако не се работи за политичка неподобност или нешто слично, или Најверојатно- неприфаќање на критичка сатира. Најверојатно дека тоа е, како да кажам, еден микс на тие сите овие сите Се што ги помалку. спомна. Обично- Да, и немање пари, и политички, и нетрпение лично, и така натаму. Тоа се дел измешано. од тоа што го елиминира Хихирику, што беше катастрофа. Мислам дека тоа... И ништо Пази, нема сега муабет нешто да се не Постои нема веќе шанс. Хихирику, нема, затоа што базата на постоењето на Хихирику беше Иван Карадак. Да. Да се разбереме. Да. Глумците само, ние бевме една многу компактна, хомогена екипа која што знаеше да оживее неговото- нешто, да оживее нешто што ќе го напишеше Карадак. Да го презентирате на вистински начин. Да. Штета што мислам дека ете може би ќе завршило, нели? Ќе морало еден ден да дојде Ама крај. природен тек како имаше. Ама природно да завршеше Што значеше- и со најава на достоен начин да ви испратат како господа едноставно. Тоа ќе ми беше драго на тој начин. Ако почнеме така да ги третираме работите, ја мислам дека сите повеќе ќе не почитуваат. Ние први самите своето не си го почитуваме и поради тоа верувам и не се случуваат. Јас знаеш многу како лоши го работи. викам? Ја го викам тоа култура на живење. Ако има човек култура на живење, што значи и почитување на сечи труд, почитување и респект кон она што го оставил тој како минат труд, без разлика на величината, може да биде огромна, може да биде миниатурна, може да биде средна, меѓутоа култура на живење, еден однос кон тој што го вложил дел од животот во нешто. Мора да има такво нешто, инаку ако Ове пијаница, ове вака био, вака овој се жено, овој имаеш валерку. Не го гледаме она квалитетното што е кај човекот, во главном гледаме маните да ги најдеме. Затоа што тоа во генот на нашиот народ. За жал. Ало. За жал. Како, а? За жал. Со сета почит кон тебе, тука ќе направиме мала пауза да ги проследат и другите содржини. Се враќаме со финишот и четвртиот дел со Ѓокица Лукаревски. Бидете тука.
Uštuman, zbunjen, tremaroš. Uobičajena mentalna sostojba na redovnoga višegodišnjoga posjetitela na kurs za promjenu na zanimanje i prekvalifikaciju od jednu struku u drugu. Uštumanost je potpuno odsustvo na smisao za logiku i dosljednost i je rezultat na pokačuvanje i naglo spuštanje na adrenalin. Osoba koja je uštumana sabajle misli izbori jedno. Naplatne ga sve to je negira, a navečer ne misli i raboti nešto sasvim treće. Taj uštumanost ili tremar se obično javlja pred nekoj važan nastan. Polaganje na ispit na fakultet, učestvo na nekoj kviz, ljubavan sastanak, prosenje na devojku. Uštumanost u stvari gumica za brišanje na memoriju. U stanju je da te zafrkne u najloš moment i da ti izbriše od mozak sve što si sakaje i znaja da napraviš u sekundu. Na studenti gi se blokira mozak kad dojde najspremniji na ispit. Na učesnika u kviz isto kad te pun sa znanje. A na idućega mladoženju kad treba da kaže ke go dadete li kerkovi za mene? Trema. Uštumanost. Tako je poviše gori, ostavi. A ti mora da pokažeš ko je glava u kuću bez stavre. Udari jedan put sa struku, ostal, kako mene što mi udari. I kaži ke bide kako je ja što ke kažu. I gotovo. A, kako tebe? Ili se dogovarajte. Pa dogovaramo se. U poslednje vreme se dogovaramo. I što se dogovoriste? Pa ubavo se dogovorimo jedan dan ona da pazari u prodavnicu, drug dan ja da pazaru u prodavnicu i sve nije super. Sada jedan dan se i samo jede, a drug dan se samo pije. Ma što pije se bre, ba se stoji ko loka se. To je ti ja izna kupu pijenje, kupu. Ubovinja. Sreće po nije ovce što li čuva su životinjeve, a ne pije životinja rakiju. Ne pije. Doduši onaj moja to ne pije. Prav si bre, se Stojko, da znaš, prema tebe, znači u moju kuću samo ja sam čovjek, sve drugo su životinje. Pošto ja ne pinuju po nekoju. Đele, ubavo je po jedna čaška rakije da se pije radi cirkulaciju. Pa znam. Ama ti piješ po 7-8 bez stavre. Pa piju. Ja znam da je jedna dobra za cirkulaciju, a i mene mi je bre toj kažaje doktor. Samo što ja ti je drugi neki piju za toj nego za nerve. Gledaj ti kažu, ti mnogo stanuješ rano, ne li? Ako je rano rani, ima poviše vreme da se nervira. Nego gledam te ja tebe, ti nesi mi cel dan nervozan. Kad se vraćaš sa ovce nazad, eći muzika od tranzistori poješ. Eto da. Ama podnapijen si malko. Malko, da. Otije 7-8 za nerve što su mi da malko se raspoložu, prema se Stojko pa keći, normalno, tak mi je meni svejedno što god puštim na taj tranzistor da slušam. Ma ja bre kad sam podnapijen, mene vremenska prognoza bre možda me pogodi. Pa, a dobro, oca bajle li go počneš? Na bre, bo se Stojko kako rano sa bajleke počnu jok. Negde kole 5 tako je, ama i tak ne bi ja, nego baš tak počeo da mi se javlja 2 glasa što bi zbori. Što zboriš i što ti vika? Pa ja ništo ne zboru, taj prv vika, stavre, otvori tu rakiju što go nosiš u unutrašanj džep, potegli malo se bre, potegli. Dobro, a onaj drug glas? On čuti uglavnom neko je vreme, tik i teti ga posle, to je ga i on vika, ti stavre, glov da nesi čuliti što ti zbori, potegli, ja što da pravim? Pa dobro be, a koji gi čuva ti je ovce? Pa kučovika koliko je? Pa zašto bre ja gi ranu ti je kučovik, gledaj koliki bi dana je šarplaninac. Pa i nemački ovčar što ga čuva. I nemačkog ovčara imaš? Ne znaš, pa imam kod njema. Čekaj smo kod njega bre.
Ти беше тој ми се кажувае дека си бил у Немачко. Bija sam kako ne sam bio u Njemačku, ja. Одлично, мора да знаеш да се не распитуju по институции. Ако земемо пример некој да има немачко го очараме оригинал да е. С папири, све е докажано, нели? Добро. Сега прашање ми е, дали може тај негов газда такој некако да се дошлепа и он до некои папири за работу, да пример, у Немачко? Евентуално пасош да е. Што отсоцкаш, па ја не прашуј за мене, мајко му, за другара еднога он ме прашува. Sad lažeš. Pa ti nemaš drugari, be, Stavre. Pa ja da nema koji da te opcuje, be. U garažu. Ти да ме обцуеш, па што ме пробаш да ме обцуеш, бе? Па да видиш кој ќе си проедеш. Он ќе ме пцувае у мој гараж. Еј, докле ќе овој свет, Боже мили, прости Боже. Финишираме четврти дел со Ѓокица Лугаревски. Уште еднаш да ја подсетам во наше студио. Голема чест за мене. Партнерот побегна. Знаеш зашто го нема на снимање? Не може студиово да издржи две такви величини. Мораше да останам сам јас. Очигледно, Со очигледно. тебе. Тоа е тоа. Што да им збориме у четвртиот дел? Што да збориме за нешто што значи присутност на естрада, присутност на Ја викам за жени да збориме. За жени може да збориме, ама насамо. Или може да молчиме во овие години. Насамо да збориме. Не, сакам да кажам дека јас во Куманово сум бил присутен на неколку фестивали на она, како се викаше... Денови на комедија. Не, и Денови на комедија, тоа е театарска представа, ама нали имаше еден фестивал, како се викаше, бе, на хумористична песна. Тумбафест. Тумбафест, да. И на Тумбафест. Се одржува, сега пак имаше пауза голема, па пак се одржува. Тумбафест, ја една година Карадак ми вика, слушај, ќе ти дам една песна, ќе направиме една песна за Тумбафест. Добро, викам, важи се, ајде и правиме една песна. Музиката ја пишуваше Димитровски, како му беше името сега, не ми текне, ама Димитровски работеше како музички уредник во радио Скопје и ја комбинираме песнава. Демек ми се спие нешто. Ја во пижами јас нешто такво работам. Комична песна, компонирана песна и зегуваме. И тука на фестивалот звезди македонски. Да, доста доаѓа. Македонски звезди. Ја мислам дека тоа е единствен фестивал на шеговини песни. Да, единствен. И излегувам, ајде, дандара, публиката одлично, вамо, тамо, во жирито, мене втора награда. И ја излагам, добро, втора награда. Дали веруваш? Ниеден од пеачите да не пројде покрај мене. Тоа е тоа. И викам, види сега, не викам не сум дошол јас, затоа што тоа е фестивал на хумор. Па да, тука... И сега ја не сум дошол да ја освојам нечии места таму. Никако. Или ќе станеш сега врвен пеач одеднаш, па ќе ја загрузиш кариерата на некој од Нема везе. Се оставил печаток, веројатно, се вкупен со глума, си комбинирал, предпоставувам, ти имаш слух, сосема пристојно пееш. Во сите представи кај што имало потреба за такво нешто, за си бил еден од најзастапените. Или па можам, да. И тоа комбинирано со глума и настап сценски, верувам дека оставило некој печаток кај жирито. Апсолутно. Зашто не можам да го изоставам ни моето учество и на Валандово. На Валандово со Вардарски петли. Имаше една група Вардарски петли на Јанко Узунов. Ние четворица бевме. И отидовме на фестивал тамо у Валандово и пееме ние джингири мингири вамо тамо. Тогаш мислам дека тогаш победи не може да ми текне се. Добро, не е битно и кој победи. Важно, ние тамо освојуваме втора награда, пак, со Вардарски петли. Чаки Панкерот. Јас сум Чаки Панкерот.
И ние втора награда оспеваме, ајде, ево. Од кај бија Јанко, кој ги донет? Ама Јанко беше со нас, не може толку агресивно поради да него, настапа. да. Не може, и тоа се сврши. Тоа другата година пак ние настапуваме. Пак не со нова песна, пак на Јанко. На Јанко Зунов и настапуваме пак уште во првиот елиминаторски дел. Нема финале. Бришка ме да ме Ај, по дома. нема. Бришка ме да ме нема. Така да сакам да кажам кои се тие односи. Тоа е пак Жал, култура на живење, што имаме велам ние јас. во цела Не Македонија. значи дека треба секому да се клањаш, не треба секому. Меѓутоа една општа почит, добар ден, како сте, добри сте, можете, не можете, еден однос кон Се луѓето кои што клањаат они, ама на погрешни не, места. се клањаат, да, има. Тоа да. е разликата и замена на тези би рекол. Се клањаат кај што не треба, а таму каде што треба да се поклонат пред уметниците, спортистите, пеачите кои што навистина се веројатно и најголеми амбасадори на земјата, преку нив најмногу се евидентно. слуша за Македонија И во светот. потврдено. Тука као за секого Чекај. има по нешто. Да, Во таа насока, а ти ми рече дека си служил и војска во Куманово, така? Да, у Куманово бев во дом Дијалекти на ти армија. и до тебе немаш проблем со Како дијалекти. не, бе, Ево таа насока Еве, македончето што вели, прочитај го ова на кумановски ако може да те слушнам на кумановски како. Поубава работа од службено авто и туѓу жену нема. А полоша работа од со своју жену да спиеш и туѓи пари да броиш, нема Одлично, одлично. Погоди го само да ти не е работа, работа е. Работа, не, Работа е, работа. не работа. Не. Се случи пензија. Да. Се чувствуваш ли како вистински пензионер, ти веќе бајаги си загазен во тие води, или сепак си активен, придонесуваш со нешто, се наоѓаш во нешто, се Знаеш пронаѓаш? што, јас откако отидов у пензија, бев во драмски театар, се пензионирам на 40 години, работен стаж, така, со една представа која што се викаше Партија Реми, што ја играв со мојата колешка Маја Велковиќ. И И сега не се игра, така? Дури еве имам и саат од тамо 42.000 евра, овај. Тој е од тие, а? Па добија 42.000 Браво. евра. Ова е 42.000 евра. Браво. Па немој да, ама зашто го покриваш? А се види? се поправа на зелено пазарче. Мојот од 4000 денари го покажувам, ти го покриваш. А за тоа го покриваш. Ќе мора. кажат, после ќе помислат Чек. думците богато живеат. Не им треба гонорар. И да, бев почестен, стварно ми направива едно испраќање во драмски театар, што за мене беше фрапантно. Ја толку емотивно не сум доживеал Од ништо. управата или Од колеги? управата, А, од добро, управата. тоа прави посебна Да, чест. и бев толку фрапиран од тоа, толку емотивно бев растроен просто, што како да кажам, на сцена солзи ми течаа. Едноставно затоа што гледаш дека ти се двоиш од нешто што 40 години било твоја собственост. Театарот беше како моја собственост, како и секој артист што мисли дека е театарот негова собственост, он владее со тоа, како простор, како све, нели? И ја направивме представата и игравме доста представи, негде околу, мислам, 50 направивме, така, и сега, кога дојде смена на генерации на раководството, као, немој, сега, знаеш што, па кошта, ја им викам, абе, слушај, без пари ќе играм, не треба да ме плаќате, само да играм представата затоа што ми е потребно. Не може тоа и тоа И ти имаш потреба и за театарот е добро тоа. затоа што влечеше публика, апсолутно влечеше публика представата, што е многу позитивно. Не гледам логика, е исто и- како за Хихириху што зборевме, не гледам логика. Ама тоа се тие моменти кога едноставно кога ќе наполниш одредена возраст, едва и чека да ти каже, ај бе, оди си бе, трни се бе, пушти ја да влезам бе, пушти ја. Го да почувствувале многу Да. во полиција, Да, во ова, знаеш, да, биле да. влијателни Во сите структури, во сите структури на Тоа е живење. многу опасно затоа што делува на здравјето на луѓето, може да се одрази па сигурно. ако не знае човек да се сочува ментално, да. да се помири со тоа, со тој факт дека тоа е така и не може поинаку. Да. Посебно кај нас очигледно, Затоа што бидејќи луѓето- не да. е секаде така. Не, апсолутно не. Играат актери на 80 години во Америка и на 90 се снимаат филмови. Па ја ти спомнав една ситуација, нели, во Белград Раде Марковиќ.
Раде Марковиќ, 80 години. И новинарката прави интервју, како сте, јесте добри, да, како е репертуар, иде, ето, радим нешто, ово, оно. И он одеднаш вика, ај, моли вас, морам да прекинем, почела е представа. Значи игра Не уште. чека, он игра на 80. уште на 80 години, што сакам да кажам дека возраста не смее да биде бариера или браник на нешто што треба да се каже стоп. Не, затоа што и младите артисти ќе имаат апсолутна корист од возрастните зарад нивното искуство, зарад минатиот труд, зарад создавање на една друга хомогена ситуација меѓу генерации, стари и млади и така натаму. И се пензионирав и сега сум веќе негде околу 4 или 5 години во пензија, меѓутоа мојата активност се сведе на синхронизација на турски серии. Тоа е тоа делче што не го фатил ме. Еве се, затоа го кажувам. Супер што го спомна. Да. Те слушаме, присутен си во скоро секој дом, турските серии се неверојатно познати. Да. Кажи ми, колку гласови менуваш во една серија најмногу? Зависно колку ќе ми дадат. Најмногу колку си менувал? Сега во оваа најновава 4. 4. Што ми е страшно тешко, Знам. болно и не прифаќам такви работи јас. Не знаат луѓето колку е тешко. Во интерес на продукцијата морам да го прифатам тоа, инаку тоа е многу тешка работа за да можеш, па и се вака збориш, па вака што па најнормално меко, нормално да. Ја те препознав и кажувам на мајка ми дека се работи за еден екстактер да. и она не верува, знаеш, вика, абе еден е да скратат, обично кај нас буџетите секогаш се кратки. За се има, нели? Се е богато и кога ќе стигне до глумата, до артистите, до уметниците, да кажам. Тука лесно ќе го решиме. Да, добро, лесно ќе го решиме, бе, добро, остај и ги увек тука. као Да. толку остана, знаеш. И се штеди на таа варијанта и да ти кажам право, мене тоа малку ми пречи, бидејќи не треба да биде така, треба секој лик да има. Сега ние гледаме од другите држави, во Германија синхронизираат 50 години на нас, 70 можеби, меѓутоа пази. тие синхронизираат, секој лик си има свој глас. И што е многу важно, најголемите врвни артисти Го работа тоа. синхронизираат. Дали било цртани филмови, дали било играни филмови, дали тоа се зашто синхронизацијата. Сите мислат веќе влезам бар. Не. Синхронизацијата бара изморедна концентрација на ликот што го играш. Апсолутно. За да можеш да го доловиш за да го перцепира публиката онака како што стои на екранот. Ти екранот, ако гледаш дека има една тажна фаца, мораш да играш тоа, ако има агресивно мораш да играш, затоа што и тоа ми е фактички да завршам. Тоа ми е единствената ментална гимнастика што ја имам во моментот. Доаѓа добро на И овие моето дружење со другарите кои што никако не можам да го напуштам, да ми даде Господ здравје да се дружиме, Господ напомни. Амин. Да ти даде Господ здравје тебе и на твојот ортак да имате уште поубави емисии и да живее оваа телевизија уште долги години со успех да се развива и понатаму. Јас ти посакувам ти да си ја грицкаш пензичката уште многу години. Дај Боже. Барем до 100 и ете да имаш Не до 100, немој многу е тоа. Више Зашто, бе? ќе почнам да се лигам. Ајбе ќе те Не шутне. бе, ќе се држиш ти, ќе се држиш. Јас морам на крај да ти испочитувам и со подароци од нашите пријатели, спонзори, фирми за кои веројатно претпоставувам дека имаш чуено Визијана, пиевме Апсолутно вода, Визијана водата, да. добра, убава. Да. Не даваме од едноставна причина да не ве преоптеретиме со флаши многу, иначе и тоа не е треба, проблем не. да се Јас си понесе. купувам имаме ова, пакети. имам можност да купам ваква убава вода, која што ја користам апсолутно, затоа што има некоја магија во нејзе, која што не го нагризува многу желудникот и прави убави моменти. Восхит, така да се... Да. Па поготово ако имаш малку винчек, малку, да. Јас секо одлично. многу ја сакам и доаѓа она така природно газирана, баш минерална, не газирана. Да. Инаку издржавме 2 емисии од Алфи Техноцентар со овие фотелички, добро е, меко е за седење. Дучен Козјак ти е познат сигурно, млечни производи. Имаш пробано? Тама работа. Јас користам од нивните производи секој пат кога одам да купам млечни производи. Не правам се ова намерна реклама зарад ова. Ма не, искрено... јас преферирам тоа што еднаш сум го почувствувал како квалитет, да продолжам да го конзумирам во
до безкрај. Мислам дека има специфичен начин на обработка на Најверојатно, што ме освоиле, значи јас не се враќам на други, него различно инакво од не другите. велам дека другите не се добри. Арис де Грас, една фирма која е во Што е ова голем се? подем, ова е Аха. за дезинфекција, чистење, има течни сапуни, има се и се што. Ова се скромно подарок за тебе, одмрснувачи, не Да. знам точно што има ставено, еве ајде провериме, појма немам. Де Грас, концентрато, одмрснувач, ова е, помте, ова, да. знаеш, поретот А, кога ќе ти да, чит, да. чит, 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 можеш и под мишки некад, као, Ако си укошен. ако се замрсиш многу, ако ти се Одривање, запреткаш одривање, шишки под мишки, ето тоа е например Добро, тоа, има за добро, садови да, предпоставам. Ова Сигурно, да. За чистење на подови И ова е за дрво. пиење, ова е за пиење кога се очукаш после на брзинка да ти скочи белјата. Може и тоа, да се најде нешто. Да. И на крај еден подарок од нашите пријатели од етно село, предпоставувам имаш оден во едно Да, село. да, Тоа е еден да, преубав да. комплекс, сега прават и еден, го реновираат ресторанот, има име Еден. Да не Еден кажат се- дека е аха. прв, Аха, викаат еден. Еден и единствен. Аха, Така. Апсолутно, Е, да. и- Стои. Од 25-та година сега ќе почнат. Знаеш, оние што ги има летните варијанти со шатори како шатори. знам, Е, знам, многу да. убаво направено, штосно. Ќе видат луѓето за што се работи. Една така комплетна вечера за двајца. Ти ќе се избереш со кого. Имам, Предпоставувам изборот. имам ме чека дом. Ќе биде лесен, бидејќи немаш избор. Тоа да ме спомнеш во серија. Ај сега, доста. Ми беше многу драго Беше- што еве имав можност Посебно драго ми беше, зашто имав можност после долг период да кажам некои работи кои што ми лежеа на душа, кои што ме преокупирале цел живот, а можам да ги пласирам и се надевам дека на публиката ќе биде интересно, ако ништо друго, да чујат какви глупости сме правеле ние во театар и каков подем актерски сме имале. Мене ми е многу драго бидејќи тврдам дека на телевизиите во Македонија, на националните телевизии се вртат стотина ликови и тоа некако не се менува со години. Оние ликови кои не се појавуваат често на телевизија, јас сакам да ги доведам во емисија затоа што знам дека имате што да кажете, нешто вредно, интересно, нешто што ќе ја заинтересира публиката и впрочем и да ве видат. Да, Ве гледале толку време Да. на малите екрани, Дали па некој овој ве опаднал чувствува. нешто, овој опаднал или исти Кој од нас тебе? вика околу, батисајане. Не, се држиш секојче за твоите години Да. и да ми бидеш жив и здрав, продолжи така. Ти Се благодарам најдобро во многу, животот. ти благодарам многу, ти кажав, сакам многу големи успеси да постигнете со оваа телевизија, која што има апсолутно квалитет и перспектива да го направи тоа. Благодарам. А јас вам ви посакувам да останете со нас. Уште многу кратко, немам многу, ама верувам ќе уживате до крај. У овој држава ништо ново. Стање за плакање. Да бе, штом не сте на власт, одма плачете. Увек е така. Не е увек, не е тачно. Сега е полош. Овако ако почекате бе ви, сви ќе се исели. Да бе, а викат без те не си селуеса, нели? Па не сви, иселуесва се. Ама не сви, еве, гледаш, има још. Ке видимо, ке си селили сви, дали док смо ми или сте ви. Кај ќе дојдемо ли па? Да, кај ќе дојдете па. Ако дојдете. Ќе видимо дали ми или ви. Тој тек ќе се прашамо, али ја мислам дека повише сега. Веруем? На тебе да ти верујам. Да. Сашта. Не ми веруваш? Па не ти верујам. Знаеш ти што се десило? Знаеш ли го ти оној од приказко намо, оној од преко 7 реке, долови, брда, планине таму, знаеш? Глупости. Чуја сам и знам го. Што? Ете тој, и она се иселила у Немачко. Ск, док сте ви, а не док смо биле ми. Море, и ми,
i vi, i svi u majčinu. Витекно е, а? Што би рекле скопјаниве за девојчето од Пето што ви го споменав при најава. Па вие дали знаете колку беше тешко во тоа време да си ја видите девојката, а? Знаете. Мобилни немаше, а? Ќе се јавиш до оној фиксен, што стои обично во ходник, нели? И ќе го чуеш од другата страна рикањето, мислејќи дека се работи за некој животно, а не за незиниот татко. Абе сме чекале Коледе да дојде, Коледе да дојде па да тропнеш на врата и да се надеваш дека ќе излезе таа, а не животното. А сега шта? Не, шта? И да не е до тебе, што? Можеш одма да ја видиш. Кога ќе посакаш? На Facebook, на Instagram или не дај Боже на OnlyFans, таму. Нас со нов гостин ќе не видите веќе следниот викенд заедно со минералната вода Визијана за убава и свежа мисла, млечните производи од бучен козјак, Алфи Техноцентар во Скопје и Куманово, детергентите од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски и наскоро во ресторан Еден. Не можам а да не се сетам. Од реални причини не може да гостувам, но се надевам дека во блиска иднина ќе го видиме. Ми текна на цацко. Нели ресторан Еден, како викаше тој? А? Еден е бах и тој умре. Чао. Курс за промену на занимање и преквалификацију. Абе, си сели, ви, ми, они, не знам текст како беше после, многу замутено, завртено, ми, ви, од туто до вуд. Фиксен на некогаш нешто, некој од другата страна, све ми се измешава. Курс за промену на занимање и преквалификацију на квалификацију. Колку беше тешко во тоа, Потпуно отсуство на смисло. Смисло?